еве и да се случат уставните измени. Немаме известност како ќе заврши таа работа и што ќе биде следно во целиот тој процес. Затоа бараме гаранција. Која е опцијата за оваа држава додека Мицкоски чека? Председателот Мицкоски треба да остане уште најмалку уште еден мандат. На ДПМН нема истерано ниту еден цел мандат. Да, точно е дека СДСМ можеби не се качува во рейтинзите. Во градот Скопје има ненаплатено близу 18 милиони евра данок за годините после тоа. Кога граѓаните на Скопје ќе се возат во нови автобуси? Јас искрено нема да лицитирам со термини овој. Сега веќе ви е страф. Да, не да ми е страф. Во Бугарија, каде што, пак ќе кажам, сум нашол и сум бил дел од можеби најубавите пријателства и друштва во мојот живот и соработки и диригенти и оркестри со огромна почит биле настроени секогаш кон мене. Од запуштено до уредено Скопје, вратен сјајот на фонтаните. Таткото на Скопје со јавни слики дава отчет за делот 6-месечниот мандат. Но Орце Георгиевски, освен што е градоначалник на метрополата, тој е председател на ЗЕЛС, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Добре дојдовте во емисијата. Благодарам на поканата и поздрав да сте. Господин Георгиевски, неделава имавте голем собир во Струмица, 36 години од основањето. Може да издвоите 3 настани кои го одбележа владењето во овие 2 години централна власт пред се. Со што може да се пофалите, а на што сметате дека потврливте? Прво треба да се земе во предвидија тука паралелата секогаш ја правам со градот Скопје кога го преземав пред 6 месеци. Треба да видиме состојбата на сето она што го наследи председателот Мицкоски кога ја презема власта на републичко ниво во нашата држава. Девастиран буџет, многу од проектите беа закочени, некои не беа ни отпочнати. И ако направиме сега ретроспектива каква беше состојбата тогаш, сега веќе финансиски е стабилна државата, што е многу важно за една држава. Од една страна, од друга страна, знаете дека има силен интензитет на капиталните проекти градба на истина. Тоа е втората работа. И третата работа, што лично мене многу ми значино и на сите мои колеги, градоначалници широм државата, е што како никогаш досега локалната самоуправа е помогната од централната власт за реализација на капитални проекти. Не како во минатото на поединци према чувствата на председателот на владата или одредени министри се помага, туку секаде рамномерно се помага низ целата држава и секаде се инвестира и прогресот мислам дека е евидентен. Не ми одговорите на прашањето во кој дел сметате дека потврливте во овие 2 години како централна власт? Секогаш може подобро. Вака не можам да издвојам работа што сметам дека е потврлена, но секогаш може подобро. А дека е подобра оваа влада и дека покажа резултати за 2 години споредбено со било која влада во минатото, тоа е евидентно и мислам дека и по анкетите, но и во комуникација со граѓаните тоа може лесно да се забележи. Во излагањето на вашиот лидер и премиер се нагласи фактот дека власта е проевропски ориентирана, но дека во ниту еден момент нема да се откаже, ниту ќе дозволи дека ќе дозволи преговарање околу идентитетските прашања. Дали ова е своевидно навестување дека во блиска иднина не може да се надеваме на интеграција во ЕУ и всушност најава за дипломатско ползење во наредниот период? Не го гледам јас тоа така. Прво, нашите ставови и ориентација проевропски од секогаш, освен во моменти кога опозицијата сегашна, немајќи што да каже контра нашата партија, го кажувала тоа дека ние сме скршнувале од патот на Европската унија. Тоа не е така и со сите потези изминатиот период и на председателот Мицкоски, на сите владени функционери, вклучувајќи го и министерот за надворешни, јасно е зацртана нашата траекторија и немаме ние друг начин за интеграција или во било која друга ситуација каде би скршнувале од патот, што значи дека јасна е нашата определба во тој дел. Она што сметам дека е за разлика од минатото евидентно денес е тоа што ние за идентитетот не преговараме. И тоа председателот јасно уште во предизборието го говореше и впрочем и една од работите за која што добивме силна поддршка за изборите беше токму
Токму тоа и таквиот начин на водење на дипломатија на оваа влада, затоа што ние имаме премногу отстапки направено во минатото и се покажало дека најголем дел од отстапките се неоправдани од денешна перспектива ако погледнеме наназад, така што сметаме дека треба да имат цврсти гаранции и апсолутно еве јас како претседател на ЗЕЛС, градоначалник на главниот град, но и член извршен комитет на мојата политичка партија, го поддржувам тој став на претседателот Мицкоски и сметам дека ни требаат конечно гаранции кои што ќе значат неотстапување од идентитетските прашања. Добро, сега ве прашувам како граѓанин на Македонија, млад, припаѓате на младата генерација. Не ве фрустрира што, например, една Албанија и Црна Гора, која беа до вчера зад нас, сега се веќе на чекор до членство во ЕУ, а ние тапкаме во место? Видете, ние Европа треба прво да ја доживееме внатре. И ние треба да се промениме внатрешно, целосно и прогрес и развој да направиме на државата, кој што ќе личи на Европа. Европа да ја донесеме дома. Од друга страна, мене многу повеќе ме фрустрира двојните аршини, што за некој нема вакви условувања како за нас и му е многу полесен патот на движење. И тоа мораме да се сложиме дека е така. Најпрво беше во минатото промена на знамето. Подоцна имаме промена на името. Сега имаме бугари во уставот, но тоа не е конечната работа. И самите представници од бугарската страна кажуваат дека тоа е само почеток на она што треба ние да го имплементираме. Јас како македонец сметам дека идентитетот е нешто за кое што не треба да се разговара и да се преговара. По ниедна цена. Без разлика дали сум млад, јас се трудам, давам се од себе како припадник на младата генерација да ги променам работите во мојата држава. И знаете дека работам дено-ноќно да ги променам состојбите во градот и граѓаните да имаат многу подобри услови за живот од тоа што живееле години на нас. Но тоа не значи дека јас по секоја цена треба или претседателот Мицкоски или владата наша генерално да прифатиме некој да не условува или практично кажано да не уценува за нешто за кое што немаме известност ние како ќе заврши. Ние немаме известност, еве и да се случат уставните измени. Немаме известност како ќе заврши таа работа и што ќе биде следно во целиот тој процес. Затоа бараме гаранција дека ова е последната работа која што треба да се направи, но дека тоа нема да задира во идентитетот на нашата држава. Стартува преговорите за реконструкција на владиниот кабинет. Да сте на местото на премиерот Мицкоски, според вас, кои министри смета дека потврлија во изминатиот период? Има одредени министри кои што можеби не до тој степен ги исполнија очекувањата од граѓаните или едноставно кажано не донесоа доволно реформи. Јас не би навлегувал со имиња или со ресори, но знам дека претседателот прави темелна анализа. Станува збор за 4-5 имиња? Мислам да. Претседателот прави темелна анализа, се покажа во изминатиот период кога станува збор за кадровата политика дека многу прецизно ги води тие процеси претседателот и во минатото како претседател на нашата политичка партија кога беше опозиција, кога стануваше збор за избор на кандидати за градоначалници, но и при составувањето на владата. Има одредени министри кои што де факто, како што споменав, не ги исполнија, верувам, очекувањата на граѓаните и сметам дека ќе биде еден добар момент тоа што ќе има и освежување во владата. Можно ли е идната година да имаме предвремени парламентарни избори и кога? Па ние како политичка партија сме подготвени во секое време. Интересно беше што Социјалдемократскиот сојуз, опозицијската политичка партија во нашата држава, така силно и храбро бараше еден период одреден предвремени парламентарни избори, па кога претседателот спомена еве подготвени сме, можеме да одиме на предвремени парламентарни избори, некако како постојано да бараат изговор да не се случат изборите. Или народски кажано, тие бараат избори кои што не треба да се случат според нив. Ние сме подготвени како политичка партија. Најдобро е секогаш да секоја влада го истера целосно својот мандат, за да нема, ако има избори предвремени, прво ние како локална самоуправа ќе имаме 3 месеци застој. Знаете дека тоа е период кога практично не можете ни една постапка да отпочнете, некој проект да го започнете, не можете ребаланси, не можете да направите буџет онаму каде што има потреба некоја општина и така натаму, што значи дека мојот став е дека треба да има редовни избори. Но
ако опозицијата е цврсто решена и го држи се уште ставот што го имаше пред извесен период дека треба да се случат предвремени парламентарни избори, ние сме подготвени. Меѓутоа одлуката за предвремени избори ја носи мнозинството во собрание, да, но тоа е секогаш иницирано од некого. Во случајот беше иницирано од опозицијата. Опозицијата ревносно се бореше на сите настапи нивни да има предвремени избори. И кога председателот, повторно ќе кажам, го спомена моментот ајде да одиме на избори, сега не може да одиме на избори. Нели беа реструктурирани, нови сили има, млади има, сите им приоѓа, се вклучува во Социјалдемократскиот сојуз, ама некако не им се излегува на избори, така да ние сме подготвени за избори кога и да се случи. Орце Георгиевски, гостин во ова издание на Тренинг. Градоначалниче, што кога ќе дојдете во центарот на Скопје, што сега во овој момент ви боде очи и сметате дека граѓаните скопјани се задоволни? Па мислам дека направивме значаен исчекор од состојбите кои што ги имавме. Ако земеме во предвид, јас се уште располагам со истата механизација со која што располагав. Да, завршена е јавната набавка од страна на Министерството за транспорт и врски и Светската банка за набавка околу 40 камиони нови за комуналната хигиена. Дополнително ние спроведовме јавна набавка за 2 претоварни станици кои што значително ќе ми го олеснат процесот за одлагање на отпад и уште неколку камиони кои што сам си ги обезбедувам како град Скопје и 2600 контејнери. Парадоксално е, но повеќе пати споменав изминатиот период кога влеговме во градот Скопје и во јавните предпријатија со новата структура и мојот тим, ние немавме ниту еден контењер за да го замениме. Во Скопје има прво недостаток на контењери од една страна, од друга страна и оние кои што се ги наследивме контењери, би рекол, тие се несоодветни за да бидат поставени на позициите, особено во централното градско подрачје, кај што се поставени. Тече во моментов рокот на испорака на сите овие работи кои што ги споменав, прашање на денови кога ќе бидат испорачани. Важно е што сликата е многу подобрена за разлика од минатото, што значи со истите ресурси, со истата инфраструктура која што имавме, многу подобар резултат имаме денес. Денес немаме запуштени и неискосени тревници како што имавме во минатото. Денес немаме хаос како што имавме пред некој ден сподели видео каква беше состојбата пред 6 месеци и какви депони имавме практично на секој чекор во главниот град. Меѓутоа се уште низ градот, низ метрополата може да се видат полни контејнери. Ја затоа говорам, контејнерите се нивната намена им е да се полнат. Нашата меѓу другото вашата обврска да чистите. Нашата обврска е да ги празниме, но нема депонии како што имаше во минатото. И тука не може никој да ме убеди зашто, затоа што лично јас правам проверки за сите овие прашања. Дали е за проектите кои што ги работиме, дали е за состојбата комунална хигиена, дали е паркови зеленило, јас лично секоја вечер правам обиколка со дел од мојот тим и ги проверуваме состојбите какви се на терен. Со колкав буџет во моментов располага град Скопје? Па некаде околу 80 милиона евра. Еуфорично најавувавте нови автобуси. Веројатно, дали за тој тендер всушност се криеше и корупцијски скандал или можеби вице-премиерот и вашиот сопартиец направи лоша проценка па и бе изиграна на некој начин, говорам за Николовски? Не може да се каже дека господинот Николовски ме изиграл. Прво јас и Александар Николовски сме 20 години блиски пријатели. Имаме одлична соработка. И ако земеме во предвид кој најмногу ми помага изминатиот период, мене, но помага и на градот и на Скопјани, тоа е председателот на владата од една страна, од друга страна е еден од министрите кој што најсериозно е влезен во процесот за да ми помогне при реализација на проекти. Еве дел споменав што се однесува на камионите преку Светска банка, тоа е министерот Александар Николовски. Неуспешна беше постапката, веднаш е реобјавен тендерот, новата постапка и верувам дека ќе се заврши овој пат. Кога граѓаните на Скопје ќе се возат во нови автобуси? Јас искрено нема да лицитирам со термини овој Сега пат. веќе ви е страв? Да, не да ми е страв, туку јас информациите кои што секогаш ги споделував, а се однесува на овој тип на набавки или на добра кои што ние треба да ги обезбедиме преку Министерството за транспорт, се состојби кои што не зависат од мене. И во минатото секогаш кога ги изнесував информациите, ги изнесував врз база на тоа што сум добил како информација од Министерството. Никој не посакуваше да пропадне постапката.
И бевме цврсто убедени дека ќе заврши успешно, за час поскоро да бидат обезбедени автобусите, но се случи тоа што се случи. Драго ми е што веднаш за многу кратко време потоа се објави повторно јавниот повик кој што е во тек во моментов и верувам дека за брзо ќе биде успешна постапката и ќе започне доставата на автобуси за главниот град. За втората половина на годината, за септември, бомбастично се најавува урбана пруга и воз, но стручњаците предупредуваат дека не е заокружен целиот проект со урбани станици, со застарени прагови на шините, со паркинзи околу станиците. Па видете, ако имате простор, јас би апелирал до вас како медиум да го посетите потегот од Зелениково према Драчево и Лисиче горно, кој што се работи во моментов, каде има целосна промена на прагови, целосната инфраструктура таму се заменува после, не знам, 50-60 години. И има сериозен напредок таму. Многумина, како со подсмев да го гледаа проектов на почетокот кога се најави, но ние ако сакаме да граѓаните што помалку возила користат, мораме да им понудиме неколку алтернативи. Едната ја споменавме, тоа се новите автобуси. Треба да имаат добар и ефикасен јавен транспорт и известност да имаат во истиот. Втората е градскиот воз и третата е БРТ-то кој што ќе започнеме за многу скоро да го реализираме како град Скопје. Кога што значи тоа многу До скоро? крајот на годинава ние треба да влеземе во тендерска постапка за обезбедување на изведувач кој што ќе го започне целиот процес и верувам дека на почеток на наредна година ќе започнеме со изградба на БРТ-то, кое што во прва фаза е од Ѓорче Петров до последна петка до Ново Лисиче. Исто така тој проект ќе понуди известност при транспортот, подеднакво ист известност како што ќе понуди железничкиот транспорт, но и новите автобуси на главниот град. Ние мораме како во сите европски развиени метрополи да нудиме повеќе алтернативи на граѓаните. Господин Георгиевски, што станува со решавањето со големите депонии во Скопје? Па работиме, денеска еве после емисијава, во Сара е огромни депонии, две ги расчистуваме. На Вардариšte започнавме со процес на одгасување, веќе се стигнати резултатите и ќе се започне сега со третирање на продолжување на третманот на површинскиот отпад, таму постапуваме согласно физибилити студијата. Има еден парк кој што го започнаа, го најавуваа во минатото двајца градоначалници пред мене во Карпош, во близина на мостот на Љубљанска, кој што започнавме да го реализираме, кој што остана со некои 1000 квадрати асфалт само, ни хидранска мрежа поставија, ниту урбана опрема, ниту пак го дочистија и тоа се допретвори во една огромна депонија. Сега започнуваме со процес на третман на истиот во Бутел една депонија, ја расчистуваме и на тоа место почнавме да градиме парк, што значи дека мојот концепт за средување, условно кажано, на сите жаришта и депонија, да им најдеме нова намена за надолг рок. Дали депониите се извор на загадување на градот, бидејќи речиси секоја Па кога се подпалуваат, да. Или можеби некој од компаниите, фирмите говорам. Видете, загадувањето во градот не е од еден причините. Има многу фактори кои што влијаат. Од една страна се индустријски капацитети. Од друга страна се депониите кои што многу често во минатото се палеа, знаете и самите. Сега имаме многу сериозни контроли, присуство на инспекциите на дневна основа по неколку пати и така натаму, што значи третманот не е многу посериозен и пристапот за разлика од минатото. А од трета страна се автомобилите, од четврта страна се домаќинствата, што значи дека тоа е една така поголем конгломерат кој што ние еден по еден мораме да ги решаваме проблемите внатре. Дека само возилата загадуваат или дека само индустријските капацитети загадуваат или само домаќинствата, не е така. Сите влијаат да ние имаме амбиентален воздух како што имаме и затоа треба да ги решаваме процесите еден по еден. Како ги решаваме, еве депониите. Споменав, на долг рок ги решаваме, кога вие на депонија ќе ја претворите во парк, тоа јас во кисела вода почнав да го применувам, ќе ја претворите во паркинг или ќе му даете друга намена на тоа земјиште, нема веројатност таму веќе да никне повторно депонија. Ако само ја исчистите и истретирате депонијата и ја оставите во таква состојба, прашање на време кога повторно ќе стане мета на несовесни граѓани да одлагаат отпад таму. Од друга страна, за транспортот го споменав моментот како преку на 3 концепти работиме за да
понудиме алтернатива за граѓаните за да користат возила, што значи дека тој извор на загадување го елиминираме. За поголемите загадувачи индустријски капацитети, ставот мој го знаете, јавно истакнат, и еве сега сме во комуникација честа со Министерството за животна средина, каде што во најмала рака, според мене, не треба ниту еден индустријски капацитет да е во близина на населено место. Но јас разбирам дека тоа се трошоци, дека не е едноставен процес од приватно земјиште, правото на собственост лично е неприкосновено, уставно загарантирано и се останато, но загревањето и користењето на енерген таму може да биде газ и треба да биде газ. А што се однесува на домаќинствата, со председателот сериозно на владата работиме на гасни централи кои што треба на две позиции во градот Скопје, тоа и во предизборието го споменавме. На едната позиција која што се наоѓа во Кисела Вода веќе интензивно се работи за обезбедување на цела потребна документација, изработка на физибилити студија за таа позиција каде што би имала гасна централа, а другата е во она што се планира за во перспектива е во делот на Ѓорче Петров, односно помеѓу Ѓорче Петров и Сара, и на тоа работиме, но посериозно сега сме фокусирани на првата позиција која што е во Кисела Вода. Господин Георгиевски, вашиот колега градоначалник Сотир Лукровски ќе се врати на работното место или барате начин и модел како да се повлече дефинитивно од позицијата во општина Карпош? Јас искрено му посакувам пред се добро здравје. Јас знам што е политика, но не можам да оправдам во политиката да одредена здравствена состојба се злоупотребуваат поединци за собирање на политички поени или правење одредена политичка штета на одредена политичка партија. Му посакувам добро здравје на мојот колега Лукровски. Неколку пати го имам исконтактирано изминатиот период и се надевам дека за брзо ќе се опорави и ќе се врати на својата позиција градоначалник во општина Карпош. Постојано локалните, односно општините се во некаква финансиска дубиоза. Дури прочитав дека и вашиот колега министерот за локална самоуправа Перински побара да си ги соберете ненаплатените даноци. Да, малку беше изваден од контекст господинот Перински, министерот за локална. Проба да некој конфликт предизвикаат поедини медиуми. Со Златко Перински имаме одлична соработка. Заедно го спремавме законот за локална самоуправа и измените за истиот, а што се однесува... Зошто слабо ви оди наплатата на... А што се однесува на наплатата, тоа се должи на, би рекол, и треба да си го признаеме тоа, на неодговорното постапување на локалните самоуправи. И мораме да се поправиме во тој дел. Ние како град Скопје, ако се сеќавате, во првите 2 месеци од кога станав градоначалник, блокиравме околу 12.500 сметки. Се сеќавате на една од првите активности. Тоа јас на неколку наврати објаснував во јавноста и повикував граѓаните да влезат во процес да почнат да го плаќаат данокот на имот. Неодговорноста на поединци од системот предизвикува состојба да имаме големи ненаплатени обврски према граѓаните. И тука ние законски мораме да постапуваме и јас тука не ја ставам политиката и рейтингот мој на прво место, туку го гледам интересот на градот, а преку тоа интересот на граѓаните, а тоа е да си ги наплатиме долговите. И затоа имавме блокирани толков број на сметки. Сега во моментов, во градот Скопје има ненаплатено близу 18 милиони евра данок за годините после тоа. Има случаеви кога граѓанин ви доаѓа и бара само таа година за која што има блокада да се плати, која ќе му ги достават службениците. И останатите години вика не, тоа не го плаќам сега. Свесно влегуваат во процес да не плаќаат тоа што има обврска. А многумина се со полна уста, ние плаќаме данок. Прво, ние имаме најниски даноци, споредбено со било која метропола, еве во соседството, не мора во Европа. Најниски даноци. Од даноците кои што се плаќаат, а во просек се од 3 до 6.000 денари по домаќинство. Даноците кои што се плаќаат за градот Скопје, ги делиме заедно со општините, знаете. Од каде што доаѓа наплатата на данок. И тоа што треба малце да се плати, и тоа нередовно се плаќа. И јас тука не правам политички калкулации. Истекува рокот, ќе има блокада за сите оние кои што недомаќински се однесуваат и третманот им е таков према градот Скопје. Кои од општините имаат финансиска и буџетска дубиоза?
Па, вие добивте како општини 250 милиони евра на располагање од унгарскиот Да, кредит. за реализација на капитални проекти. Слаб е процентот на реализација на капитални. Не се слагам. Сериозно висок. Сериозно висок. Вие можете да направите, како што ви споменав за Врдариште, како што ви споменав за другите позиции да направите како новинари обиколка, можете да ги посетите општините една по една и да видите докаде се капиталните проекти кои што се реализирани. Тоа се проекти кои што значат решавање на повеќе деценски проблеми за граѓаните. Дали некаде училиште, дали некаде е граденка, дали некаде е важна подземна инфраструктура, водоводна мрежа, одводна мрежа и така натаму, дали некаде се работи за реализација на булевар, дали некаде се работи за реализација на инфраструктура патна, но офатено е цело населено место. Тоа се сериозни капитални проекти. Кој од општините се во длабока буџетска и финансиска дубиоза? Па, не би издвојувал поедини примери, но има општини кои што имаат дел од своите јавни предпријатија кои што се во сериозен финансиски дефицит. 4 градоначалници се сменија, најавува градење на нова универзална сала, реконструкција на универзална сала. Сега во ваш мандат најавувате реконструкција и стартуваше. Сега ве прашувам, што работат 20-25 луѓе во универзална сала на чело со ВД директорот кој го именувавте, па рековте дека тоа е привремено решение? Да, привремено решение, А за да примаат може плата? вработените да земат плата. Па, видете, таму ВД директор, односно директор имаше во минатиот период на кој што му заврши мандатот. Тие функционираат како вработени, имаат настани, издаваат опрема, организираат настани во градскиот парк. Еве имавме пред извесен период, Виноскоп го вративме после долго време. Сега сакам Пиволен да го вратиме како настан. Има многу настани кои што се организираат од тие вработени, од вработените во МКЦ, од останатите културни установи, од КИЦ и се останато. Што значи дека таму директор имаше, на кој што му заврши мандатот. Суштина немаше процесот на нападите на опозицијата во целата таа приказна. На крајот на денот, господинот Кацаров, кој што го поставив за директор на универзалната сала, е лице кој што е именувано како ВД директор, е вработен во моментот кога тие што го напаѓаат сега биле на власт. И таму требаше да има подписник кој што ќе обезбеди вработените да земат плати. На крајот, вашиот лидер и председател на ВМРО ДПМН соопшти дека ова му е последен мандат како начело на партијата. Вие, Муцунски, Николовски, Тошковски, кој би можел да биде наследник на Мицковски? Јас мислам дека Мицковски треба да остане и не се слагам со неговиот став дека ова треба да биде негов последен мандат како председател на нашата политичка партија. Сметам дека поминавме на тешка фаза и тешки периоди од, ако земеме во предвид 2016 крајот 2017 почетокот. Јас сум во оваа политичка партија од мои 14 години, но исклучително тежок период на исправување на нозе на политичката партија најпрво помина председателот Мицковски. Вие во такви моменти да внесете елан, да го кренете членството, да го мобилизирате, нешто што еве Социјалдемократскиот сојуз уште многу долги години нема да може да го направи. Па да дојде момент до своите локална власт со градоначалници и бројка колку што освоивме 2021, па централна власт, па нова победа на локалните избори. Затоа сметам дека во услови кога веќе ги постави солидно односите во партијата, ја обедини партијата председателот Мицковски, но има толку изборни победи, а верувам дека дали редовни или предвремени ќе бидат парламентарните, сериозна победа ќе имаме и на наредните парламентарни избори, треба да остане уште најмалку еден мандат на чело на нашата политичка партија. Ние имаме членство, имаме органи кои што функционираат и сега за сега мојот став е дека председателот Мицковски треба да остане уште најмалку уште еден мандат на чело на партијата. Благодарам за интервјуто и гостувањето. Ми беше чест. Орце Георгиевски, градоначалник на град Скопје, председател на ЗЕЛСИ, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, гостин во ова издание на Тренинг. На секое нивно јавно излегување им се дозволува само да кажат дека еве сега ќе трчале маратон, немало да се поместуваат ниту милиметар, ќе чекале не знам колку години или децении, ама ќе постават ли, ќе дадат ли идеја
или ќе дадат ли образложение за тоа што ќе прави Македонија во меѓувреме? Која е опцијата за оваа држава додека Мицкоски чека? Тоа треба да го објаснат тие. Што правиме понатаму? Оти гледаме дека не се прави ништо на тој план.